Арбен Таравари повеќе не е министер за здравство. Собранието формално ја потврди оставката што пред неколку дена ја поднесе лидерот на крилото на Алијансата за албанците, кој реши да ја напушти владината коалиција и на изборите да настапи самостојно или во соработка со Дуј и Али Ахмети. Сега се очекува премиерот Мицкоски наскоро да реши кој ќе го превземе еден од клучните ресори во владата. Собранието ги констатираше и оставките на замениците министри во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Флјакрон Беџиди и Министерството за одбрана Елфит Исмаили, кои му останаа верни на Таравари. Министерот за здравство, господинот Арбен Таравари, нема известено дека сака да ја образложи оставката на оваа седница на Собранието. Затоа констатирам дека согласно член 246 од Деловникот, на господин Арбен Таравари му престанува мандатот министер кој раководи со Министерството за здравство. Но по се изгледа дека Таравари има проблем да ги земе со себе останатите функционери кои добија функции по преземањето на власта. Вице-премиерот Арбен Фетај, кој реши да остане во владата, тврди дека од 50 на функционери на Алијансата со Таравари заминале само неколку мина. Според него, Алијанса за албанците се уште во владата. Учеството на Алијансата на албанците во владата го сочинуваат околу 50 државни функционери кои се именувани на одредени позиции, најмалку 50, можеби и повеќе. Но најмалку 50 има и од нив, според она што јас го знам, само 3 досега поднеле оставка. Тие 3 јавно излегоа, за другите не ми е познато дека некој се повлекол од владата. Знам дека сите останати продолжуваат да одат на своите работни места. Доказ дека Таравари има проблем да ги земе со себе кадрите се информациите дека луѓе блиски до него вршеле притисок, па дури се заканувале на функционерите кои не сакале да заминат, па така синовите на заменик директорот на Царинската управа Гареб Каба му се заканувале на пратеникот Салим Сулејмани, кој поднесе оставка со што ослободи место влен да добие уште еден пратеник од редовите на БЕСА. Инцидентот го потврдија и од МВР. На 18.5.2025 година во 18 часот и 10 минути во СВР Тетово, СС 42 годишен од село Шум, Струшко, со привремено живеалиште во Тетово, пратеник во Собранието, пријавил дека околу 13 часот на социјална мрежа добил закани од БК и БК од село Велешта, Струшко. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Неофицијално се шпекулира дека се врши и притисок врз судијата од Гостивар, што го води предметот и треба да реши чии се печатите на партијата, дали на Зиедин Села или на Таравари. Без овие печати, крилото на сега веќе екс-министерот за здравство ќе има проблем како да настапи на локалните избори, односно без нив, тој ќе мора да собира потписи.